Му се радуваш на дождот, но не и на поројот. Му се радуваш на огнот, но не и на пожарот. Му се радуваш на снегот, но не и на мразот в куќи. Му се радуваш на ветрот, но некога дрва руши. И земјата те радува, но некога се тресе. И животот те радува, но не зашто е лесен. Му се радуваш на сонот, но само кога е безгрижен. Му се радуваш на домот, но само кога е безбеден. Полиси за домакинство на Осигурување Македонија. Сега со подобрени услови. Тука сме. Филип Талевски, легиот на Балинген во Бундеслигата, не очекува нов настап на европско првенство со националниот тим на Македонија. Ова е шесто за Македонија, пето поред, тоа е штора во Хрватска 2018 година. Кои се очекувањата на твои лично од настапот на Македонија на оваа европско првенство? Гледајќи сите групи, мислам дека нашата група е најизедначена и во нашата група сите противници може да победат секога. Шансите за секој противник се 25% и треба на секој надпред да се оди максимално. Не гледајќи кој е противникот, но треба да се ориентираме на нашата игра и нашиот договор што поставуваме пред секој надпревар. Треба максимално да се одиме, за ако сакаме да направиме нешто за тоа што целиме. Ова твое, што кажа, второ европско првенство, но имаш искуство и од светски првенства. Подготвен си ли да преземеш лидерската улога во напад, секако кој капитенот Кирил Лазаров, тука сте и Кузмановски, јавноста многу очекува од вас, ви наметнува еден вид притисок, да кажем, како ти се носиш со тој пат? Точно така, за мен ова едно четврто надпреварување. Играм и во Бундеслигата и мислам дека треба да преземеме голема одговорност со голем придонос тука. Точно така, нашата македонска јавност веќе, можам да кажам, 2-3 години веќе не прозива и тоа за нас треба да биде, како да кажам, патека, дека мора да го направиме тоа, да почнеме да играме и да принесуваме за националната. Ќе биде успех да поминеме втората фаза. Реално да, сакаме да поминеме после тоа што ни се деси на претходното првенство светско, што не поминавме прва фаза, мислам дека сега ни е првата цел тоа. Како што кажав на почетокот, треба максимално да се концентрираме, почнувајќи од првиот надпревар со селекцијата на Украина, па се вториот и третиот, па на крај. Прв ривал на Украина, двајца од репрезентативците играат со повеќе наши репрезентативци во Европа работник. Дали доволно сканирано, од каде според тебе доаѓа најголемата опасност по нашиот гол? Тие играчи што ги познаваме, што играат две Европарами и неколку други играчи и се познаници, другите не, имаме играно со таа репрезентација, но како што кажав, не сме да ги подцениме, не сме да влеземе опуштено во тој надпревар, поради тоа што тука се шансите 50-50 за нас и мислам дека треба максимално да се